Разговараме во студиото со министерката за образование Весна Јаневска. Добро утро. Добро утро. Со лесно со убаво второто полугодие. Се надевам, да, така и очекуваме да биде и со лесно, и со убаво, и со вистински петки. Министерке, стартувавме. Ситуацијата со грипот беше причина малку повеќе да зборуваме за тоа дали треба воопшто да започне навреме второто полугодие или не. Вие бевте децидни во одговорот дека треба да биде тоа така. Кое е вашето мислење? Дали може би да беше поинаква ситуацијата ќе се одложеше второто полугодие или едноставно кога е во прашање образованието нема можности и причини за приговори, ниту пак за разговори дополнителни дали треба да се оди на училиште или не, навреме. Да објасниме неколку работи. Ви благодарам за прашањето. Прашањето содржи неколку елементи. Прво, иако ми ga припишуваат мене таа заслуга, би рекла заслуга, сепак тоа е одговорност на Министерството за здравство и јавното здравје. Тие одлучуваат дали и кога ќе се одвиваат одредени дејности или ќе се превземат одредени дејности против епидемии, како што е епидемијата на грип. Јас сум многу среќна што грипот не достигна такви размери и што учениците може да ја почнат училишната година, второто полугодие на денешен ден. Неопходно е кај нас малку повеќе да се воведе ред, затоа што сите можни истражувања и во светот и кај нас кажуваат дека колку повеќе децата се во училишните клупи, толку е поголем нивниот резултат, односно толку повеќе знаење, вештини, компетенции стекнуваат. Не само затоа што нашите ученици до 15 години имаат 900 часа помалку од нивните врсници во Европската Унија, чии стандарди ние сакаме да ги достигнеме и во кој клуб сакаме да се приклучиме. Од тука и учениците, не оние најмалите, тие се уште не разбираат баш сосема добро, но ние повозрастните и родителите треба да знаат дека е неопходно да се почитува редот во образованието. Редот вели дека денес е првиот училишен ден на второто полугодие и тргнуваме. Инаку, грип се добива секаде, не се добива само на училиште, и на улица, и во театар, и во студио, нели може да се доби и на планина, каде што вообичаено скијат во ова време. Така да во овој момент јас им пожелувам се најубаво на првиот час во второто полугодие, помалку болести, а повеќе учење и знаење. Се надеваме дека ќе биде така. Министерке, често родителите сакаат да споменат дека скандинавците го имаат најдобриот образовен систем. Ние се обидуваме да земеме по некој елемент да го пренесеме. Па добро, тие и тоа како на минусни температури одат во училиште, така што еве еден од изговорите ако беше дека е студено и дека е минус 6 степени како една од причините дека не треба да одат, тогаш веројатно и од 1 јуни ќе почне дека се високи температурите. Така е, ладно, имавме некој така мало продолжување, па да. Беше пеколно жешко. Ако наоѓаме манина, се може да најдеме манина, инаку во делот Скандинавија, чисто за информација, учениците доаѓаат еден час порано пред почетокот на првиот час и се во дворот. Играат во дворот, се дружат во дворот, секако подготвени за зимски услови и потоа почнува првиот час. Некогаш, нели, сега кога одат на скијање и зимување, сакаат снег и малку студено. И тоа знае да влие, но позитивно на здравјето. Дури моето искуство, оно што го имам видено конкретно еве во Данска, тие дури на првиот одмор колку год да се ниски температурите, одат и дури без јакна. Значи, они веќе се подготвени. Тој нели принцип на спиење на отворено на минусни температури, да го подготват имунолошкиот систем и веројатно тука многу значи тоа во образовниот процес. Затоа имаат толку добри резултати. Секако и физичкото здравје влијае на психичкото и постигнуваат одлични резултати. Апсолутно. Министерке, дали имаме, еве ги спомнуваме земјите, споменуваме еден факт кој што постои, го зборувавме на почетокот на годината. Во делот на тоа дека семејства се одселија, најчесто тоа, еве, и понашто можам да забележам, е Германија како избор, како прва земја, но ги има насекаде. Сега,
како се податоците? Има ли намалување на бројот на ученици до крајот на од почетокот, па како ќе биде до крајот на оваа година? Во овој момент не можам да кажам што се случува од почетокот до овој момент, затоа што ние точните податоци ги имаме на 1 септември при уписите на учениците, односно малку подоцна, оти некогаш се пролонгира и тој рок. Оно што со големо задоволство можам да го кажам, дека и годинава, и минатата година ние имаме околу 245.000 ученици, нешто над 66.000 во средното образование и сите останати во основно образование. Тоа значи дека сме застанале, барем во овие 2 години, тој процес некако се одржува барем балансирано. Ние зборуваме за еден податок кој го има објавено Заводот за статистика, дека во последните 7 години сме изгубиле 17.000 ученици, но еве јас одговорно тврдам, лани и годинава ние имаме 245.000 ученици, што е убав знак дека можеби тој процес на некој начин се запира. Ако тоа биде така и следната година, навистина ќе може да се радуваме. Сега, во неформална комуникација пред почетокот на разговорот, вие рековте првите резултати на големо ќе се видат за неколку години, па дури ќе треба и некои десетина години. Се навикнаа ли наставниците на електронскиот дневник како една, промена? Да. Вообичаено е, не само во Македонија, и секаде во светот, сите луѓе се слични, кога имате некаква промена, малку со нелагодба, би рекла, со трема да се прима. Не беше голема промената во дневникот, но тој убаво надграден, за да може да даде повеќе подасоци, направени се некои измени кои ги бара и самите наставници, кои Министерството убидело дека треба да се направат. Сега веќе се навикнаа. Факт е дека на почетокот требаше и малку повеќе обуки, и малку повеќе средби. Нашиот информатичар од Министерството е постојано достапен на телефон, туторијали, сними, постојано е во контакт со нив и сега веќе, веројатно со некој многу редок исклучок, навистина нема проблеми и тоа е голем напредок за државата, би рекла, и за образовниот систем, затоа што овој нов дневник ни дава многу повеќе податоци од стариот, па преземавме некои активности дека така малку да го позатегнеме, би рекла, образованието, да нема бришење на оценки, да нема бришење на изостаноци, односно покривање, не дошло на почеток на годината детето, па при крај ќе избришеме 5-6 изостаноци за да биде поведението одлично. Тоа веќе такви некакви елементи подскривме или не дозволивме и наставниците беа уходани и се навикнуваат, ама ќе се навикнуваат и родителите, што е од исклучително значење, и понекогаш и родителите знаат да придонесат на лошиот успех на ученици. Родителите, убаво рековте, министерке, ќе се привикнеме за да можеме да им олесниме на наставниците и професорите да си ја вршат својата работа. Остана горлив проблем, се зборува и веројатно ќе се зборува за платите на наставниците, на професорите. Кога ќе има повисоки плати за нив? Во март. Во март има мартовската плата. Мартовската, значи во април ќе биде повисока за нив. Ова е решено за следните 4 години. Јас никако, еве како одговорен, министер за наставниците, се чувствувам релативно спокојна, затоа што при самото доаѓање на власт на оваа влада, тој проблем го решивме 4 годишно. Подпишавме договор со СОНК во кој се обврзавме како влада да ги зголемуваме платите на наставниците секоја година. Во минатото, ако се сеќавате, таков договор еднаш годишно се подпишуваше, па наставниците беа вознебирени, дали ќе се подпише договорот, дали ќе се покачат платите, па сме доаѓали во ситуација на револт и на штрајк, за да не се случи тоа, оти исклучително важно децата да се на настава, да не губат ни еден час, а камоли месец дена штрајк да има. Ние подпишавме договор за 4 години и рековме,
Секоја година платите на наставниците ќе се покачуваат од 7,5 до 10%, освен последната, четвртата, кога ќе се покачат 10 до 12%, што би значело некаде околу 60% покачување на платата на наставниците и накратко мартовската плата примена во април за наставниците ќе биде покачена. Многу убава информација како за старт на второто полугодие. Со среќа нека. Да, со среќа се убаво. И да, дополнително ќе биде и поттик во работата. Ќе ја повикаме колешката, за кусо ќе направиме пауза, министерке, ќе ја повикаме колешката Симона Бачваровска, таа е во Основното општинско училиште Кирил и Методи и започна веќе второто полугодие, ќе разговара со директорката на училиштето. Се ли е подготвено, задзвонили веќе првиот час, верувам дека и тоа како некои веќе 20 на минути се учениците во училишните клупи. Симона, информациите се кај тебе, те слушаме со внимание. Да, секако Јована, токму така се вклучуваме од Основното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Скопје, така што се наоѓаме во дворот на училиштето, а учениците се веќе вратени во училишните клупи, часот е во тек, така што во наредните минути разговарам со директорката на училиштето Сонја Кирковска во однос на тоа кои се предизвиците за оваа учебна година, како поминало првото полугодие, меѓутоа и очекувањата и целите за второто полугодие. Пред се благодарам за издвоеното време. Добро утро и од мене. Да посакам среќен почеток на второто полугодие на сите ученици во Републиката и да ни тргне убаво. Првото полугодие заврши, можам да кажам, одлично, бидејќи беа изреализирани наставниот план и програма, учениците беа оценети според своите знаења. Знаете, тенденцијата на нашето училиште и учениците да се оценуваат и вреднуваат токму според тоа што го заслужили и го постигнале во училиштето. Ме прашавте кои се некои работи што би сакала да ги издвојам. Па да, би сакала да издвојам дека ние сме училиште кој ги негува во наставните активности, а со оглед на тоа што оваа година ќе славиме 190 години од постоење на училиштето, нашите наставни активности беа насочени кон минатото. Значи имаше бројни работилници со поранешните наши вработени, како била наставата во минатото, како е сега, направивме паралела, потоа имавме работилници, да рече, од глобус до VR научари. Во нашата медиатека имаме, за среќа добитници бевме на грант, па нашата библиотека е уредена многу добро со модерни софтвери, компјутери и VR научари кои се привилегија во денешно време како новина во образованието. Второ полугодие не почна со една убава вест дека сме добитници на грант од Министерството за образование, каде што ќе се грижиме повеќе за менталното здравје, кое и тоа како подобро битно за учениците, со еден интересен наслов врвни постигнувања, врвни резултати. Така ни се вика проектот, работилницата, каде што ќе се работи да се направат здрави навики на учениците, да се хранат здраво, да се вметне спортот повеќе и оние пороци кои се појавуваат меѓу младите во 8-9 одделение, посегнувањето по цигара или по некој алкохол и слично, значи овие работилници ќе бидат насочени токму кон превенција на овие пороци, да речеме. Тоа се целите за второто полугодие и на овој начин да се заокружи оваа 2025-2026 учебна година. Едно од прашањата беше токму тоа, како да се мотивираат учениците за поголемо внимание на наставата со цел да доаѓаат и да бидат поприсутни. Па од ова што ни издвоивте за воннаставните активности, ќе прашам колку тоа дополнително ги мотивира и ја буди нивната љубопитност. Интересно е што воннаставните активности децата ги сакаат навистина многу и многу сакаат да учествуваат во нив. Еве една активност што имавме, што не ја спомнав, а мислам дека вреди да се спомне, е она што учениците ги носиме во собрание, за денот на детето ги носиме во собрание и тие заедно со пратениците таму дебатираат и бараат некое ново решение. Нашето излагање беше класичните учебници како да се заменат со електронски учебници. Се надевам дека пратениците ќе имаат слух за да го направиме тоа од нивната страна, од нивната перцепција. Инаку како да биде часот? Значи сите наставници
секогаш даваат се од себе, меѓутоа креативноста на наставникот е многу битна за учениците да сакаат да го посетуваат часот и да бидат мотивирани, и она позитивна атмосфера на часот е пресутна, позитивната енергија многу значи на учениците, секако и на наставниците. Ги споменавте наставниците, така што ева на кратко само кои се можеби предизвиците што токму наставниците ги имаат оваа учебна година, или пак можеби како и тие самите се мотивираат со цел сите дена кои што ги доаѓаат во училиште да бидат посветени токму кон учениците максимално. Па видите, наставничката професија, тоа значи тие постојано морат да наоѓаат начин како да бидат мотивирани. Значи еден наставник, за да стане наставник, прво треба да знае како да се мотивира континуирано и да биде упорен. Значи упорноста е многу битна за еден наставник. Сега како се мотивираат, видите, ние имаме бројни работилници, имаме семинари кои ги посетуваат, обуки и наоѓаме начин да ги мотивираме наставниците. Ке посакам среќа за второто полугодие, меѓутоа исто така го споменавте веќе јубилеот на училиштето, најстарото училиште, па што останува од агендата за одбележување и како веќе течат подготовки? Па видите, агендата за одбележување започна од самиот почеток на учебната година. Еве ќе откријам дека веќе се снима документарен филм, пола веќе е готов, уште малце вторава полугодие ќе го доработиме. Се прави книга на спомени, еве имаме и подготвено и песна за училиштето, така да се работи со полна парија и се надевам дека ќе направиме еден прекрасен настан во мај оваа година. Нема да ве задржуваме повеќе, ќе ви посакам уште еднаш многу среќа и успех за учениците во второто полугодие и се надевам дека повторно ќе се гледаме да го заокружиме одбележувањето на вашиот јубилеј. Се надевам дека повторно ќе се видиме, само кога ќе биде потопло, затоа што навистина е ладно. Им посакувам успех на учениците и ви благодарам за поканата. Благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со директорката на Основното училиште Свети Кирил и Методи во Скопје, Сонја Григовска, во однос на почетокот на второто полугодие, меѓутоа и на некој начин да прокоментираме како започнала оваа учебна година и кои се целите до завршувањето. Благодариме, Симона. Забележуваме веќе и сончеви зраци. Со убаво нека почне денот и верувам дека малку и температурите се повисоки, за разлика од тоа колку беше за теренската екипа, особено предизвик утринава. Се враќаме назад на разговорот со министерката Весна Јаневска, министерка за образование. Министерке, за инфраструктурните инвестиции, сакам да ве прашам конкретно. Добивте повисок од било кога претходно буџет за оваа 2026. Така што планирате до крајот на годината? Верувам дека буџетот ќе го распределите според потребите и онаму каде што сметате дека во делот на проектите е најпотребно. Но инвестициски проекти се и тоа како потребни, ве зборувавме за Блаже Конески, така и влеговме во разговорот училиштето од аеродром, од општина аеродром, но многу други училишта кои што се во општините, кои што имаат долги традиции, им се потребни инвестициски проекти. Да, за жал состојбата е таква што ќе треба многу инвестиции. Во право сте, буџетот е поголем, 25-та беше поголем од 24-та, сега 26-та е поголем од 25-та. Иако на вистина образованието, би рекла, како што вели народот, е буребезно и треба многу средства. Образованието не е ефтина, образованието е скапа работа и за жал ние се уште инвестираме во инфраструктура. Нешто што можеби би требало да е заокружено после 30 години, но во ред тоа се нешта кои се одржуваат, па може и дополнително да треба да се вложува во инфраструктурата. Годинавак имаме околу 160 проекти на за различни потреби на учениците. Вообичаено тие многу сакаат и родителите и учениците се интересираат, па имаме во предвид околу 30 на спортски сали и околу 30 на поправки на крововите на училиштата кои ќе бидат заменети со фотоволтаични панели, затоа што искуството досега вели дека таму каде што се поставени училиштата на вистина обезбедуваат заштеда на енергија и многу е корисна
ова мерка, иако и зелена, нели? Навистина е неопходно, па и децата треба да се учат на ваквите методи на живење, би рекла, и користење на зелените енергии, зелените вештини воопшто во животот. Продолжуваме со проектот за едносменска настава и тука ќе имаме доградби, адаптации во околу 56 училишта, во зависност од потребите на самите училишта. Во моментов се фокусираме на 7 регионални центри за средно стручно образование и на ресурсните центри, каде што стекнуваат образование децата со посебни образовни потреби. Тие се функционални и регионалниве центри за стручно и ресурсниве се регионални и функционираат, но условите, особено во ресурсните центри, треба драстично, зборувам за инфраструктурни, да се подобрат, бидејќи дел од нив се наоѓаат во одлични стари згради со дебели ѕидови, но нели 60 години стара зграда е 60 години стара зграда. Тоа исто така ќе го направиме, што значи има многу што да се сработи и чекор по чекор ќе го правиме тоа. Да не ги заборавам, се надевам искрено дека оваа година ќе ги почнеме и факултетите ФИНК и ФФК и конечно и технолошкиот парк. И сега пред да одиме на друга тема, морам да ве прашам, рековте за образование требаат многу пари. Дали се клучни парите секогаш? Бидејќи еве, ако направиме некоја паралела, веќе кога ги спомнавме скандинавските земји, тие секогаш имаат пример, односно образовен систем за пример, дали парите се клучни? Наставниците се клучни. Наставниците се клучни, па по нив родителите, па учениците, па после парите и власта, нели, организацијата. Знаете како, мора да бидеме реални, средства за се нешто се потребни, ние мора да ги одржуваме зградите, мора да ги грееме, тоалетите треба да се стандардни, децата да не се разболат, храната треба да е здрава и така натаму. И тоа се средства кои се трошат, учебници треба да има, дигитални учебници треба да има. Но за образованието се клучни наставниците и не секаде во светот и во Македонија и без нив што и да правиме, какви промени да се обидуваме да направиме, не можеме. Оти тие се играчите на теренот. Министерството дава политики образовни, родителите имаат некакви очекувања, децата се различни, такви какви што се и се деца, главната улога ја имаат наставниците. Токму затоа ние се обидуваме како власт и како министерство да ги измотивираме, делумно со сигурност во платите, делумно со разни обуки кои ќе им ги организираме. Тие се бесплатни за наставниците. Делумно со кампањи кои ќе ги водиме. Па еве и вака кога ќе бидеме нели пред јавноста да кажеме колку е значајна нивната улога и колку од нив реално се зависи во државата од знаењето на младите генерации, инвестиција во државата, во иднина. Тоа не е флоскула, тоа е реалност. Во најавата спомнавме годинава нов концепт на полагање државна матура, се воведува гимназиска, стручна и уметничка. Зошто е тоа така? Конечно, после многу години ќе исправиме една неправда. Учениците од гимназија учат како материјал и како часови повеќе општообразовни предмети од учениците во средно стручно. Например, во гимназија има 5 часа неделно македонски, во средно стручно има 3 часа, ги измислив бројките. А кога полагаат матура, тие работат на целиот материјал како да имале 5 часа гимназиска распоред. Беше честно, а овие од средностручните и од уметничките се имаат стручни предмети и уметнички предмети, за разлика од тоа гимназискиве ги продолжуваат со другите. Беше честно да им овозможиме да полагаат матура според материјалот кој тие го совладале во нивното средно образование, но тие треба да бидат рамноправни. И едната да биде државна и другата да биде државна матура, па оваа најголемата ја крстивме државна,
стручната се да разликува средно стручна и уметничката средно уметничка. Го променивме малку концептот и рековме дека овие од средните стручни училишта со средно стручната матура може да одат на соодветен факултет, доколку сакаат на несоодветен, нели, например, од средно медицинско на право, треба да полагаат државна. Можностите се дадени, а неправдата е искоригирана и мислам дека е на задоволство на учениците, годинава прв пат по тој принцип. Министерке, сега кога сме неправдата во прашање, ќе бидат ли избрани предмети кои што ќе имаат истата тежина, да не биде дека оние кои што се од стручно уметничко училиште, дека тие имаат, сега под наводници тука ги ставам, нема полесни и потешки, но полесна тематика за совладување или полесни предмети, а овие пак имаат потешки гимназиско образование предмети, ќе бидат ли ставени на иста тежина предметите кои што ќе се полагаат избрани? Дефинитивно, само обемот ќе биде различен. Добре. Ако во гимназиската има 5 книги за обработка, во средно стручно ќе има 3 книги за обработка, но прашањата ќе бидат сериозно тешки или полесни за истите. Добро. Добро, ти тоа ќе биде исто така едно од прашањата и полемиките кои што ќе се отворат, верувам. Нови лектири најавивте, но нешто што би сакала еве да го позборуваме, ти се зборува исто така и остана горлив проблем, нови учебници од септември во 8 и во 2 средно. Така е. Мината година Ама уште зборуваме за учебници. Да, жал ми е, но таква е ситуацијата. Затекнавме учебници, оваа влада затекна учебници од 2005 година. Па во светот вештачката интелигенција, нели, компонира музика, а ние учиме од учебници од 2004-2005 година. И немавме. Неколку години немавме. А странски немавме повеќе години. Така. Жално е, но ова мора да го доведеме во ред. Најбитно е што ги менуваме наставните програми заедно со Бирото за развој на образованието. Всушност тие работата во однос на, нели, наставните програми. Ние сме само поддршката, ги менуваме, ги модернизираме, ги правиме соодветни на денешното време и потребите на пазарот на труд и правиме нови учебници. Лани направивме за 7 оделение и 1 клас гимназија, годинава за 8 оделение и 2 клас гимназија, следната година за 9 и 3 и 4 клас гимназија, средно стручно си течат. Таму наставниците и менторите велат дека тие повеќе треба да се фокусираат на практичната работа, но поединечно сега таму имаме нова концепција и поединечно почнуваме неопходните учебници и за средно стручно да ги дополнуваме. Лектирите, да. Што планирате со лектирите? Планирате некои од поновите изданија за деца? Такво нешто планирате? Да речеме, оние кои што се попопуларни или пак сепак ќе останете, ќе задржите верба во оние кои што и ние сме ги читале? Така е. Како, да. Сепак ова е работа на Бирото за развој на образованието. Таму се наоѓаат стручњаците, предпоставам се викаат советници за македонски јазик. Не предпоставам, тие се советници за македонски јазик, кои треба да завршат таа работа. Но ние сме во постојан контакт со Бирото за развој на образованието, да. Тоа треба да биде комбинација на книги кои кај учениците ќе градат вистински вредности. Почнувајќи од најмалите, јас се надевам ќе го зачуваат Зоки Поки, тоа е баш убава книга која сите првачи ја сакаат. И така, јас се надевам и дека Билото циганче и уште дел кој што се... Така е, дел ќе останат, но мора нешто и да се модернизира. Ние сме така проактивна нација и секогаш бурно реагираме и сите се знаеме. Оваа книга треба, оваа не треба, оваа е подобра, онаа е подобра. Советниците по македонски јазик ќе си кажат која треба, која не, но во дискусија со Бирото, да, ќе има и нови, ќе има интересни книги, кои ќе им бидат поинтересни, новие генерации, не секогаш тоа што нас не било интересно и нив им е, некои веќе не им се интересни, ги надминале со се што се случува во ова време, со технологијата, и беа на јавна расправа лектирите, да скратам, мислам дека оваа недела веќе ќе излезе списокот.
Сега не смеме да го запоставиме и високото образование. 2025 година, по-конкретно крајот на 2025 година, беше најавен нов закон за високо образование. Сега, она што прво беше издвоено тој нов закон е реизборот на професорите, односно дека тие нема да можат баш толку мирно и летаргично да ја чекаат пензијата, односно ќе следува реизбор на секои 7 години. Според најавите, вие ќе ги допрецизирате, се разбира, измените, меѓутоа и дека се враќаат критериумите за напредок во звања, посебно кога станува збор за универзитетските професори. Така е. Со законите како во градежништвото непредвидени работи никогаш не излегуваат, па јас реков дека на крајот на 2025 година веќе ќе го објавиме, не се уште не објавен, фатија празниците и така натаму, но деновиве ќе биде објавен. Она што сите ги интересира, тоа се критериумите за избор во звање и тие ќе бидат за јакнати. Јас тоа веќе долго време го промовирам, не затоа што јас така мислам, туку затоа што тоа така треба и затоа што сегде во светот е поврзано со одредени критериумите, избирањето во звањата или напредување во професорските звања. Тоа е едно. А второ е во овој закон кој е сега на сила, кога ќе биде избрано лицето во редовен професор, останува доживотно во редовен професор, со оглед на тоа како се организирани докторските студии, како се бираат наставниците во високото образование, се случува многу во рана возраст, би рекла, на 40 години да станат редовни професори, што е убаво, не велам не, и потоа некако да се пасивизираат до 67 години. Цели 20 на повеќе од 25 години тие да се пасивни, ние рековме ќе има уште еден реизбор на редовен професор после 7 години, но и кога ќе заврши тоа ќе имаат обврски понатаму да работат со млади научници, со млади наставници, да ги подучуваат, да им бидат ментори, да водат проекти, да аплицираат на меѓународни проекти, нешто што би ги држало постојано во тензија, работна, се разбира, постојано во работна тензија, за да го подкренеме квалитетот. Неопходно е така се функционира секаде во напредните земји, така ќе се функционира и овде, со големо мое задоволство дека во сите контакти со огромна група на наставници кои го поддржуваат овој проект, што се вика Закон за високо образование. А има ли некои други малку пореволуционерни новитети? Има, што сме смениле? Сме додале можности за структурни промени. Ова е едно, она што најмногу ги засега наставниците, ова за што зборувавме сега. Ги вклучуваме и студентите во научните истражувања малку повеќе. Менуваме тоа во однос на студентите, кога се и тие заинтересирани, всушност треба да ги поттикнеме во високото образование и научно-истражувачката дејност. Има возможуваме да работат на проекти, тоа и до сега можело, но не е користено. Менуваме начин на избор на раководството на факултетите и универзитетите. Овозможуваме она што е навистина сериозна промена е дека одредени наставници доживотно можат да останат во исто звање, со тоа што и платата ќе им се разликува и обврските ќе им се разликуваат, а мора да ги исполнат условите за тоа звање, инаку би ја изгубиле работата. Воведуваме многу значајно она што досега го немало кај нас, а тоа е стручни студии кои и досега постоеле како 180 кредити, па стручен магистериум, па стручен докторат, па кратки циклуси на студии. Ова некако многу комплицирано делува веројатно за јавноста. Усовршувања, специализации. Овие стручни се она што еве тие што биле на запад веројатно го слушнале индустријски докторати, индустријски магистериуми, индустријски специализации, тоа што го немало. Има многу новини.
Јас се надевам дека конечно деновиве ќе може да го види јавноста овој закон и тогаш ќе ги слушаме коментарите. Јас се надевам само дека ќе ги задржиме студентите тука кај нас. Јас се надевам дека сиве овие промени, ги нарековме револуционерни, но сиве овие промени ќе бидат уште еден од оние чекори кои што ги превземате за да ги задржиме по завршување на студиите. Тоа би било крајната цел, нели, да знаат многу, ама тоа што знаат дома да го спроведат. Од нив секе зависи. Благодет ќе има општеството. Да. Министерке, стратегијата за образование 2026-2032 работите на истата. Кога планирате да ја усвоите? Кога ќе да знаеме што се влегува во оваа стратегија? Таа е објавена на ЕНЕР. Утре ја имаме последната активност. Утре има јавна расправа на Филозофскиот факултет за стратегијата. Професори од Филозофскиот факултет учествува во креирање на оваа стратегија. И утре е таа последна јавна расправа и после тоа ќе ја донесеме стратегијата. Стратегијата не е работена само од нив, со помош на UNDP, ГИС, Светска банка, УНИЦЕФ, наши институции, Биро за развој на образование, Државен испитен центар, Државен просветен инспекторат, значи огромна група на клучни елементи во образованието ја правеа стратегијата. Целта беше да биде издржана и да може да се исполни, значи да може да се имплементира. Се ова за што зборуваме неколку години наназад, почнувајќи од предучилишно образование, преку промените кои ги правиме во основното и средното, целодневната, едносменската настава, промена на програмите, нови предмети во стручното и во гимназиското образование, вклучително Законот за високо образование, Законот за квалитет во образованието, Закон за научно-истражувачка дејност, многу нешта, многу повеќе наука се опфатени во опсек кој сметаме дека е остварлив. Задоволни сте од истата? Да, јас сум навистина задоволна од истата. Ќе видиме утре на последната дискусија што ќе чуеме. Се уште можеме да направиме некоја промена. После утрешниот ден ќе си дозволам, ќе си земам за право, така како што дава правото и да ја подпишам и да биде донесена. И да се почитува законот. Така е. Така е. Министер, ќе благодариме што издвоивте време и што денеска бевте заедно со нас, го започавте денот со нас и второто полугодие нека ви е солесно и убаво работата и да имаат благодет учениците. Наставниците ги споменувавме многу. Ги споменувам учениците како први, затоа што тие, кога ќе им се отвори патот и ќе им се даде ветрот во грб од наставниците, постигнуваат високи резултати за нашето име, за Македонија, се слуша и преку надпревари ширум светот, така што посакувам да остане така и до крајот на оваа година. Јас ви благодарам што ме поканите, што всушност имате осет за образованието, за значењето на образованието и еве на овој значаен ден, нели го поканивте министерот за образование и за наука за сите заедно да покажеме дека е значајно и училиштето да почне на време и да им кажеме дека мислиме на нив и конечно да им пожелиме навистина и во ова второ полугодие да имаат успешни работни денови, да се дружат многу, да стекнуваат вистински вредности, да учат многу, да стекнуваат знаење и она што со еден збор се вели се да биде во ред за во иднина да можат да се чувствуваат првенствено сигурни. Убав разговор, ви благодарам и јас и еве јас морам да го заокружам разговорот бидејќи ние сме во постојана комуникација со вашиот кабинет. Ние одговорно тврдиме дека тоа е еден од најдобрите кабинети, еден убав тим и вие самите реков. Имате една млада енергија, млада убава енергија зад вас, да. Ви благодарам многу, заеднички да ги поздравиме, затоа што тие толку многу придонесуваат за да успееме во работата. Нивното значење е навистина непроценливо.
Многу пати сум кажала, човек сам не може ништо да направи, човек со добар тим може да направи многу. Јас сум им бескрено благодарна и ги поздравуваме заедно. И ние се приклучуваме и Да. реков уште еднаш одговорно тврдиме дека вашиот тим е начело се разбира со вас. Уште еднаш благодарност за вашето присуство утрово и јас на учениците ќе им посакам убаво второ полугодие, И многу јас успех. на себе како родител исто ќе си посакам Ти ја со имаш лесно нашата со убаво. подршка, Јована. Ти ја имаш Благодарам на нашата подршка. Убав ден посакуваме министерке.